Добро утро, почитувани гледачи, уште еднаш за оние кои што сега се вклучуваат на каналот на К3 телевизија. Го следите утринското издание на Нов ден. Денешниот разговор ќе биде посветен на спортската тематика. Ќе зборуваме за еден вид спорт, особено да нагласам дека станува збор за ракометот. Чест и задоволство ми е да ви ги представам денес кај нас во студиото. Господин Јовановски Миодраг, или пак Црни, тренер во ракометната академија Карпош Вардар. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и добро ве најдов. Пред се благодарам за поканата, што не поканивте да бидеме ваши гости во утринската програма и ги поздравам сите гледачи на утринска програма на Канал 3. Веднаш до вас, Јани Лазов, капитен на машка екипа. Добро утро и добре дојде за тебе. Добро утро и јас ви се заблагодарувам за поканата во вашата емисија. До Јани, добро познатата Наташа Ѓорѓевиќ, поранешна Младеновска. Да го истакнам ова, бидејќи така сте познати на овие наши простори, тренер и поранешен долгогодишен репрезентативец. Добро утро и добре дојде. Добро утро и од мене. Голема благодарност и од мене што не поканивте, што ни дадовте простор да се покажеме и презентираме како школа, како академија и нели да бидеме пример за дечиња кои што сакаат да се занимаваат со спорт или кои што се двоумат во кој спорт да се приклучат. Така, токму затоа сме ова утро тука да ги насочиме во вистинската насока. И последната гостинка, чест и задоволство ми е да ви ја представам Јована Манојловска, капитен во женската екипа генерација 2001. Добро утро, ви благодарам за вашата покана. Така. Господине Јовановски, да започнеме со вас. Колку време постои оваа академија, од кого е основана и колку членови број? Па вака, Академија Карпош е основана пред 7 години, а последните 3 години сме во филијала на Вардар, значи додавка на нашата Карпош е Вардар, значи сите услови што ни ги дава Вардар, тоа се топки, дресови, се што ни е потребно за еден тренинг, тоа добиваме од Вардар и учествуваме на нивни турнири, учествуваме во нивна лига која имаат формирана од предминатата година, учествуваме само со женската екипа тогаш и освоивме, ми се чини, ако не се лажам, 4-то место беше освоено. Сега се бориме малку повеќе, значи освоивме 3-то, али во лига уште не е завршена, значи имаме шанса и да поновиме поголем успех од 3-то место што го земавме на турнирот Еден живот, една љубов, така се вика турнирот на Вардар, кој се организира секоја година и ние сме секогаш нивни учесници. Ова година за прв пат и машката екипа ја вклучивме, тоа се дечиња родени 2004 и помали и тие се исто едни од подобрите во својата група и тие се наоѓаат негде на 4-то место со шанси да се бориме за повисок пласман во таа лига што моментално ја играме. Така. Господин Јовановски, ако се вратите намазат, колку години брои вашето досегашно искуство во овој спорт? Ако се вратам, ќе кажам многу. Па негде околу 50 и кусур години. Така. Значи како играч на Куманово, како тренер на женска екипа и на машка екипа на Куманово и сега како тренер на Академија на Вардар, Карпош Вардар во Куманово. Така. Дали би можеле да се навратите на вашите почетоци? Па сигурно дали се двоумевте измеѓу овој спорт и некој друг? Да ви кажам нешто, сите ние што сме израстати од Соколана и од Соколанска мала, тоа добро го знаат дека сите се од некој спорт. А бидејќи малите спортови најповеќе ги имаше во Соколана, јас прво почнав да ви кажам кошарка, па после видов дека кошарка не е за мене, не сум толку висок и се пребацив во ракометот. И од тогаш, значи скоро 55
5-6 години сигурно ќе биде активно во спорт. Малку бев и у фудбал, али тоа беше како младинска екипа, нешто кавга имаше измеѓу мене и мојот тренер и 1-2 години игра фудбал. Така. Јас како водител на оваа емисија морам да кажам дека досега имам угостено многу гости од таа Соколанска мала и баш ве има она во сите сегменти. Точно, па да ви кажем право. Соколански деца се едни од најталентирани у Куманово по спорт. Така. Да. Ама сега, пошто Соколана е земена и немаат многу услови и е реновирана, тоа морате една емисија специјално за Соколан, бидејќи јас стално се борам за таа Соколана да нешто се направи, бидејќи да не кажем колку години сум таму, 60 и нешто. Многумина го вела тоа дека е во застој еден период. Тоа е права катастрофа за една лепотица која постојала, само 3 сали такви се биле во бивша Југославија. Значи, зборувам 1923 година кога е правена, значи само Карловац месечини и една во Љубљана и у Куманово, каде е могло да се игра кошарка. На други места не е имало. Тоа и се играла кошарка, тоа зимските турнири, може да се ви познати на сите наши гледачи колку Звезда е гостовала, Партизан, Чачак, Олимпија и полно екипи Раднички Београд, кошаркашки клуб. Сите добри екипи се биле во Куманово на зимскиот турнир во кошарка. Така. Господин Младеновска, кога се споменува вашето име, некако секогаш на овие наши простори, пак ќе повторам, ве поврзуваме со ракометот. Што значи да се биде синоним за спорт кој што е еден од најактуелните во моментов во нашата држава и што ќе кажете по прашање на оваа констатација? Па, најпрво ви благодарам вака што ме представивте и што дадовте значење на тоа што до сега го имам постигнато како спортист. Да се биде синоним, ракометот секогаш бил спорт број 1 во Македонија, почнувајќи нели со Кометал екипата, која што нели 2002 беше европски првак. И понатаму женска репрезентација, машка репрезентација, сите тие успеси што ги имале, ракометот бил и останал број 1 спорт во Македонија. Јас почнав да тренирам ракомет во време кога Кометал беше баш првак и они некако ми беа пример, нели, и некоја насока за тоа да се одлучам да тренирам токму ракомет. За среќа имав тренери тука во Куманово, Црни е еден од тие кои што дадоа све од себе, значи да направат играч како што бев јас до сега. И имав среќа да бидам дел од тие поголеми екипи како што беше Кометал, како што беше Металург, да учам ракомет од подобри тренери, од врвни спортисти, од врвни тренери. Бев во екипи со Индира Кастратовиќ, со Јели Созел, на луѓето кои што пратат нели ракомет. Многу им се познати тие имиња и поминав така добри школи, убави школи. Имам учествувано на 3 европски првенства и на 1 светско првенство. За 14 години кариера, колку што имам спортска кариера, и ете сега одлучив да се занимавам со спорт. И тогаш во времето кога почнав да тренирам, Црни беше заслужен највише за таа насока која што ја добив како играч. И еве сега после 2 години како не се занимавам активно со спорт, пак можам да кажам дека он е заслужен и он ме врати и ме пушти во овие тренерски води и ќе видиме дали ќе биде успехот исти како што бил пред 5-6 години, така, 10 години да кажам. Па ја мислам, по твоју работу мора нешто да се дешава. Дали беше добар ученик? Да. Беше добар ученик, вредно? слушаше вредно и напорно работеше без да каже не. Тоа е единствениот успех за сите кои сакаат да успеат. Мора да имат јака волја, да издржат свакакви притисоци од тренери, бидејќи тренери се некогаш многу лоши, а и многу добри. Зависи од ситуација. Така. Тоа е тоа. Очигледно традицијата продолжува, бидејќи со вас. Во студиото имате уште двајца млади таленти. Ајде, ќе почнеме со помладиот. Јани, ти имаш само 12 години, а веќе си капитен на машката екипа. Колку време си во овој спорт? Во овој спорт сум околу 1 година и мене ми е
задоволство да бидам дел од ракометната школа Карпош Вардар. Што те потикна да го одбереш токму ракометот? Сум тренирал полно спортови, но во ракометот се пронајдов сам себе си и мислам дека тоа е спортот за кој сум јас. Так. Значи за една година ти веќе си капитен, тоа е повеќе од успех за сега. Убаво велат дека добриот учител се познава по бројот на добрите учители кои што ги создава. Така и во вашиот случај. Јована, ти си капитен во женската екипа, имаш 16 години. Што ќе ни кажеш за твоите почетоци? Колку време си тренираш ракомет? Јас ракомет тренирам во Карпош Вардар 3 години откако се отвори школата. Стакав да почнем ракомет да тренирам затоа што гледав како играат Вардар, мене идол ми е и на Суслина и затоа го одбрав ракометот, се пронајдов себе си, сакам предизвици, а ракометот е спорт кој што ги дава тие предизвици. Одлично. Што ќе ни кажеш за овие твои тренери кои денес се овде со тебе во студиото? Дали се строги? Па, строги се затоа што така се постигнуваат успеси. Тренерот Црни е врвен спортист и тој ни ги покажува нас финтите и тренинзите кои што ги одржуваме. А за тренерот Наташа сакам да кажам се најдобро затоа што ми е многу мило што се придружи со нас. И ние ја почитуваме како тренер, а потоа и како личност, затоа што од неа можеме да побараме и совети и за надвор од теренот и за теренот. Така. Функционираме како едно семејство. Баш. Тоа е нели формула за успех. Така, токму поради тоа, дали вие некогаш тешко да ги избалансирате тренинзите со нормалниот живот, да кажем? Па, ако се организираме како што треба, не е тешко. И самиот спорт носи формирање на некои такви навики, значи организација, одговорност, голема одговорност. И не е тешко, зашто да не се наоѓа време за све, поготово кога си бил толку години спортист и имаш потреба за повторно да се бавиш. Јас 2 години паузирав и сега кога почнав повторно нели со како тренер да работам, многу подобро се осеќам, нели имам и што и да им кажам на дечиња и како да ги насочам и што да ги посоветувам. Така. Да, се наоѓа време за све. Може да се најде време. Ако се сака, сваки пат има време за све. Исто и за спорт. Ако сакаш, работиш вредно, се трудиш и резултатите си доаѓаат сами по себе. Господин Јовановски, дали сте задоволни од условите за работа? Па еве да ви кажам само нешто. Од условите, како град имаме полно сали, сите сали се добри, каде може да се тренира ракомет и било кој друг спорт, но единствено големо е незадоволство од сите нас незагријани сали. Еве, само еден пример ќе кажем. Отидовме сега у Скопје, во Јане Сандански, таму ги игравме утакмиците. Децата се испотија седејќи, а не трчајќи. Значи, толку беше загријана, толку беше топли салите, да прошто се изненадивме. Додека кај нас, кога се вратиме да тренираме, само да се смрнеш. Тоа е се најголема мана во не само кај нас во Куманово, тоа е од свете, осим у Скопје. Значи, во сите други сали е исто како и кај нас. Во која сала вие тренирате? Ние тренираме во Браќа Меладиновци, во 11 октомври и гимназија Гоце Делчев. Со најмалите идеме во 11 октомври, со овие поголемите што се, девојчињата поготово, со нив тренираме во Браќа Меладинови, со машките во гимназија Гоце Делчев и во Браќа Меладиновци. Така, колку години има најмладиот член кај вас? Па, ми се чини дека е 8 години најмладиот член и постариот од него. Еден до двајца имаме 8 годишњаци, али сепак уште се мали, па ги пуштаме така помалку да само да потренираат. Иначе заборавив да кажам дека ја, Наташа и уште двајца се тренери во нашата академија, тоа е Јанчич Александар и Љубиша Димковски. Така, одлично. Мислам дека еднаш имавме можност да го угостиме него тука кај нас. Господја Младеновска, истото прашање, слично прашање и за вас. Што мислите, која е најдобрата возраст да се започне со тренирање на ракомет? Па, најдобра возраст
според мене е 8-9 години и треба да се тренира сигурно некои 10 години за да се постигне тој резултат како што треба да биде. Многу деца почнуваат, па прекинуваат, па немаат континуитет. Најдобро е да се има континуитет. 8-9 години мислам дека е идеална возраст да се почне, зашто кај нас секој пат се почнува во некоја постара возраст и кога ќе дојдат тие 10 години, нашите играчи, зборам за Македонија, на 25 години биднуваат зрели играчи. Додека сегде во свет, во Европа, во свет, во тие некои светски рамки, се почнува во многу помала возраст и кога ќе помине тој период од 10 години во континуитет, они добиваат играчи на 18-19 години што се носители на игра. Тоа можевме да го видиме и сега на ова светско првенство што беше сега. Една Хрватска има млади играчи кои што наредни 10 години ќе бидат носители на игра. Норвешка, Данска, сите тие играчи имаат млади играчи, додека кај нас во Македонија млад играч е на 25 години, што мислам дека тоа не е, или за еден Георгиевски кој што има 30 години, млад играч, или Дејан Манасков, млад играч. Тоа не се млади играчи се 18-19 години. Тоа и Црни најдобро го знае. Да. Дали во текот на вашето долгогодишно искуство од секогаш игравте на иста позиција? Па има една ситуација која не знам дали треба да ја кажам во емисија. Овде се треба да кажете. Јас кога почнав да тренирам ракомет и бев така височка, делев од други деца повисока, поснажна и имав и други тренери пред Црни да дојде тренер и почнав да играм на позиција централен бек, лев бек, така, таа надворешна линија. И дојде смена на тренери, дојде Црни за тренер и ми вика на мене, ти ќе бидеш пикер. И ја, нема шанси, ја ќе бидам бек и готово, нема да бидам пикер. Не, ти ќе бидеш пикер. И ја одам на тренинзи без волја, никако. Одам дома со плачење, со не знам што. И после кога почнавме да работиме за некои 6 месеци, јас станав еден од 3 клучни играчи во Куманово тогаш. Мислам, благодарение и на другите играчи кои што исто така нели играле за мене, ми помогнале, ама најзаслужен за тоа стварно бил Црни. И после се испостави дека јас стварно сум требала тоа да бидам. И да бидам и репрезентативка, и младинска, после и сениорска. И... Дали можеш да се сетиш во тој период, кој беше вашиот идол? Па, конкретно за таа позиција сум немала некој идол. Пак ќе кажам, највише бев мотивирана од успесите кои што во тоа време Кометал ги редеше. И тоа, и репрезентација наша исто, мислам дека во Италија 99-та беа 7 на, дали беше светско или европско? 8, да. Светско или европско, не сум сигурна, баш 99-та беше тоа. И некако тука се најдов во тој спорт, гледајќи како се борат, како играат, како даваат голови. Така почнав и јас. Конкретно некој идол сум немала вака како играч. Так, но битно е дека сте имале искуство да работите со поискусни. И играчи и тренери ракометарки. можеби. Да, и тренери и играчи. Руси тренери, срби тренери, секаква школа. Кога бев во Кометал, поминав секакви школи, и српски, и руски, и украински. Секакви, да. Али и добро искуството што ти го пренесуваат. Една Индира Кастратовиќ која што беше нели најдобар стрелец, исто таа 97 или 99 беше, сега не сум сигурна точно, она беше нели со 71 гол најдобар стрелец. Анжела Платон, Милева Велкова, Гордана Нацева, тоа биле сепак имиња кои што оставиле белек и трага во македонскиот спорт. Так. Господине Јовановски, чија игра вие не ја пропуштате никако? Чија игра? Да. Па не знам како да ви кажам сега чија игра. На бекови мислите, на крила, за голман, за... На се. На се. На се комплетно. Па видите да ви кажам нешто. Игра, како игра, ракометот ја базира на одбраната. Значи, една екипа, ако има квалитетна одбрана, може да изведе и квалитетен напад. И секако тука мора да биде голман број 1. Значи, ако имате добар голман, добра одбрана спремена од тренерот, имате шанса да одиграте извънредна утакмица и да добиете.
Ако нема добар голман, може да биде одбраната многу јака, али ако дојде до кикс на голманот, еве гледавте вие сега, не знам колку го пративте ракометот на светското првенство. Да, ќе го предискутираме и тоа. Сите да. викат дека нашата екипа најмалку голманите одбраниле. Само во нашата екипа. Сите Што други мислите ви? Па јас мислам дека не е ни толку жалосно што тие толку одбранија, али можеше да биде подобро. Тие се, мислам, млади не се за прво искуство еднино, тие се како прв пат доаѓаат на едно големо такмичење и учествуваат тоа. Двајцата дојдоа одеднаш, значи и малку неискуство, јас мислам дека беше од нивна страна. Психолошки момент. Психолошки можеби, момент, така, да. повише. Они не се толку млади, колку што немале искуство за такви надпреварувања и многу нагло некако селекторот направи пресек играчи кои што досега биле носители на игра на таа позиција, на позиција голман, ги трга одеднаш кои што имале и Лига шампиони играно и долгогодишни репрезентативци биле, става играчи кои што одбранија колку што беше во нивни можности, иако сите нели коментираат негативно и напаѓаат, меѓутоа тој психолошки момент да се биде дел од такво надпреварување и да се биде на таква одговорна позиција, мислам дека треба време да играат уште и уште надпреварувања за да можат тој ефект да го имаат како што го имаат едни голмани како што се на овие нели по-добри екипи Франција, Германија, да не ги набројувам сега сите репрезентации. Мислам дека тоа беше според мене тој момент беше пресуден тука. Не требаше да се направи таков пресек одеднаш да се стават голмани кои што немаат искуство на такви надпреварувања. Се сложувате Се со таа сложувам, ситуација точно, како што и самите Да. ја напоменавте. Така е. Точно како што Наташа кажа, тоа не може да се каже неискуство за некој од 38 години, 32-3. Неискуство е за оно што е 18, 19, 20 години. А овие што се толку, али неискуство е у тоа што немале толку многу јаки утакмици за да може да докажат тие се сепак наши домашни играчи, значи кои бранеле во наша лига, не се на страна и тоа и толку е од нив доволно. Сметате дека тие грешки се должат токму на тоа? Токму на да. тоа, бидејќи немат јака лига, кај Нема нас јака лига, така. имаш две екипи кои се јаки, другите се сите подеднакво и тука доаѓа до израз голман, пак, а мислиме ние дека е од најдобар. Добро и се направи и исто така нели имаме и нови играчи доста. Да. Млади доста играчи, што е еден плюс за селекторот што земал играчи на таа возраст кои што сега треба да стекнуваат такви искуства за да понатака бидат на некое повисоко ниво. Џабе да ги земат во 25 години кога нивно време више поминало за Талевски, за тие помладите што беа, стварно ова е супер искуство и мислам дека од ова првенство Македонија како репрезентација ќе добие сигурно 3 до 4 млади играчи кои што понатаму ќе бидат столб на таа репрезентација, пошто сега сами знаеме дека нели еден Наумче Мојсовски минатата година се откажа. После Филип Миркуловски исто така нели се откажа после квалификации, па сега се врати. Кирил Лазаров е 38 години и он више кај да е завршува со кариера. Сепак ќе треба да се почнува да се гради таа репрезентација од почеток, а баш овие 4 па може и 5 играчи ќе бидат столб на таа репрезентација. И ова е еден плюс. Не викам дека само ние имаме изгубено на ова првенство, имаме и добиено играчи кои што понатаму ќе бидат Штета што носители. само овој Филип Кузановски беше повреден и не учествуваше. Јас мислам дека со него бар малку повеќе ќе имаше ротација на резервните играчи и повеќе ќе се одмара овие другите кои беа ударни, али тоа е тоа. Повреда не прашува кога доаѓа. Што според вас треба да се одржи еден квалитетен ракометар или пак ракометарка? Дали и вие се сложувате со таа констатација дека 1% само е талентот? Се останато е напорен труд и работа. Па, јас баш не сум за тоа. Треба да се има да талент. го слушнеме вашето мислење. Моje мислење е дека треба да имате талент сега, али и да го искористите, да искористите работата на тренерот и да сте редовни на тренинг и работа. Да го слушате тренерот што ќе каже, бидејќи сигурно видите дека тренерот е еден од што го знае она што треба вие да го направите. А ако мислите дека вие повише знаете од тренер, онда тогаш никогаш нема да биде успех нити од него, оној што е талентиран, а можеби
и ќе остави да не игра ракомет. Зашто мисли дека и поготово мора да го напоменува малку родителите да не биднуваат менаџери на своите деца и да сакаат да секое нивно дете треба да биде сега некој си тамо јак играч. Значи нека ги Се пуштат, оди постепено. нека ги пуштат на тренерите да ги водат, тренерите да одлучуваат како што ќе биде и која позиција ќе се игра. Тоа е моја Успехот мислење. не доаѓа преку ноќ. Да го Да, слушнеме не вашето доаѓа. мислење. Точно дека успехот не доаѓа преку ноќ. Јас исто мислам исто како Црни дека 1% не е доволно да имаш талент. За спорт или се раѓаш, или те бива или не те бива. Значи или имаш за спорт треба срце, или имаш или немаш, нема средина, не можеш во спортот да балансираш. Или идеш, играш, се бориш, тренираш, се жртвуваш, живееш за тој спорт, работиш за тоа, јадеш, све правиш значи за тоа или не го правиш тоа. Нема тука баланс, јас денеска ќе дојдам на тренинг, па утре нема да дојдам, па ќе тренирам 3 месеци, па 5 нема да тренирам, тоа нема во спортот. Или почнуваш, тренираш, работиш напорно, имаш големо срце, за спорт треба исто така и интелигенција. Значи јас исто тоа на моите играчи стално им го зборам, мора да читате книги, Не може да промашувате обични прости додавања. Тоа ви е исто како да во македонски јазик не знаете прва буква од вашето име, така ли Јована? Да. Да, мислам тоа е реално, значи или те бидува или не те бидува. И ова што Црни исто го кажа за родители. Пуштете ги децата сами да си го најдат патот и да си го најдат своето место и сами да се изборат. Покрај тоа што се добива играч, се добива и личност која понатаму ќе знае во животот сама и да се снаоѓа и да живее и да функционира и све. Многу притисоци има од родители. Требаше вака, требаше онака. Ние најдобро знаеме како треба. Ние сме поминале и играчки школи, и тренерски школи. И ако погрешиме, ние носиме одговорност за тоа, нели? Родителите треба да бидат родители дома. На терен, ние сме им родители, ние сме им тренери, ние сме све. Така ли е, семејство? Како што бараат обврска од Тој тренинг што е, значи ние пуштат сме секако. како и татко и мајка и ќе викнеме, ќе се скараме, Ништо не е злонамерно. само нема да псуеме. Не, никако. Ништо не е Ја злонамерно, све е во контекст на игра, на победа, на заеднички успех, на Секако. нивен личен успех, нели? Стремите кон тоа. Да. Јани, дали ти си редовен на тренинзите? Па Во најголем дел. во најголем дел сум редовен на тренинг сега. Не сакам да испуштам тренинг, но ако имам некоја сериозна причина, Така. секако. Особено ако во тој период си на училиште или некоја друга активност. Па мислам Да, дека тренинг. тренерите гледаат да ги континуираат тренинзите. Ако испуштиш во мали, продолжуваш со женски во големи, Дали на си тоа мисли. дисциплиниран ти на тренинзите? Да. Да, мислам дека. Дисциплиниран и сериозен. Јована, да те слушнеме. И тебе. Што мислиш, колку е важна дисциплината и посветеноста на тренинзите? Мислам дека е доста важно, затоа што ако нема дисциплина и сериозност, тогаш нема да се постигнат одредени успеси. Така. Значи тоа се гледа. Би сакала со вас да прокоментираме колку е важна исхраната, начинот на исхрана во овој спорт. Па секако дека исхраната е и составен дел од тој еден пат до успех за еден спортист. Многу е битно како се живее, како се храни, време на легнување, настанување, јадење пред тренинг, јадење после тренинга и такво искуство на моите играчи, на нашите играчи им пренесувам дека нели си има некој режим кога се јаде, како се јаде, не може пред утакмица сендвичите во уста. Да, Така ли е, Јани? Да. Како е кажано сега, 1 сат не се јаде пред утакмица. Така да си има и начин, исто сакам да кажам дека и психолог е многу битна работа, да се има во една екипа, во еден Одлично. поголем тим, стварно е многу битно. Јас лично најголемите успеси како спортист ги имам постигнато кога во репрезентација ни донесла психолог. Некој пат имаме работи кои што не спречуваат, кои што ни самите не знаеме дека некои работи не спречуваат. Едноставно тие луѓе за тоа се нели обучени, го вадат тоа од тебе
и репрезентација, генерално можам да кажам и Металург како екипа во која што сум била член, постигнала најголеми успеси кога сме работеле групни сеанси со психолози индивидуални, и тоа е еден составен дел од една јака екипа, кога се гради играчи, кога се гради јака екипа. Освен исхраната како една компонента, и психологот мислам дека исто така е битен. Така. Господин Јовановски, според вас, дали во Македонија добро се работи со младинските категории? Па ова мора да ви го кажам, бидејќи додека не дојде и не го зема Вардар овој русинот Самсоненко, многу кампањски се работеше по клубовите. Значи, јас само еден пример, последните 10 години не е така у Куманово, иначе пред 10 години ние прескокнувавме. Од основно училиште идевме веднаш на факултет. Значи, што сакам да кажам со тоа? Бидејќи немаше тога школи, немаше ништо, оние кои сака да тренираат, доваѓаат да тренираат со нас, со поголемите, и одеднаш доваѓа до едно содрување у кое ем сака да напредуваат, а не ја прошли целата школа. Значи, само кај нас е тоа. Сега, со доаѓање на Самсоненко и купување на Вардар, Вардар направи своја школа, младинска, и сите екипи ги вброи. Металург исто така има своја школа, значи почнува да се работи од мали нозе. Значи веќе нема тоа кампањско, па ќе бидам основна школа, па ќе отидеме на факултет, значи од младинска па на прва екипа тоа го нема. Сега се знае која генерација ќе учествува, колку ќе учествуваат и од тие, и ова мора да го кажам, бидејќи од нашата екипа се веќе тројца од машката земјани во предвид во младинска лига у Вардар да бидат летоска на камп. Значи дека ќе се работи, се гледа. Има посебен човек кој ги прати сите утакмици на младинци од 2004 и помали, на женските посебен човек кој си ги прати утакмиците и пренесува на неговите претпоставени тамо кои се у Вардар, да се знае тамо кој што треба да работи и како треба да работи. Како според вас, на кој начин може да се подигне нивото на ракометот во Македонија? Па еве со ова почнување сега и нивото на ракомет ја мислам дека само не треба, јас сум малку и како да кажам песимист во тоа што Вардар го прави, значи тоа го правеше Кометал Ѓорче Петров тие години, значи се што беше најдобро од Македонија ги водеше во нивните екипи, тогаш има они 3 екипи, Евростандард, Евролинк, така и Кометал Ѓорче Петров, и тие си наставува. Ама што се деше? После распаѓање и уништување на Кометал Ѓорче Петров, стана еден вакуум во женска конкуренција, во женска лиги. Јас кога бев тренер и кога Наташа почнуваше, ние во Македонија имавме 2 лиги. Една Суперлига која имаше 12 екипи, втора лига која броеше исто 12 екипи. Сега имате само една Суперлига која брои само 8 екипи. Во таа Суперлига Вардар не се надпреварува. Она влегува во четврти, во оној плей-оф што ќе биде. Final Four. И значи само 2 екипи остануваат во Македонија. Вардар втора екипа и Металург. Оние другите се исти. И ова мора исто да го кажам, јас секогаш тоа го зборувам, со малку поголеми финанси, јас мислам дека ракометна екипа на Куманово, женскиот ракометен на екипа, ќе има многу поголеми успеси него што ги има сега. Иако, еве, 2 години узастопци како иде на Челендж Куп на такмичење во Европа, али нема доволно финанси и почнуваат играчите да ги напуштаат, да не тренираат, да не... Значи, малку финанси се потребни за да една Куманово има јака рукометна екипа, женска. Сега, господја Младеновска, да направиме една мала паралела, би сакала да слушнам ваше мислење. Ракометот пред повеќе од 10 години и денес. Па, пред повеќе од 10 години, јас кога почнував да тренирам и тука во Македонија, беше некој
поспор ракомет, нели во Кометол знаеме дека доаѓа руси, украинци, тренери со оглед на тоа какви играчи биле русите и украинците, нели физички предиспозиции и све. И тука кај нас се преферираше тој некој поспор тип на ракомет, додека сега и сами можете да видите дека се игра еден брз ракомет, се игра еден едноставен ракомет со постигнување на брзи голови, со постигнување на лесни голови, што и според мене е многу подобро него претходно, многу повише, нели, се играше црништо преска рече одбрана се игра, па се јаде ќотек, па не знам што. Сега многу по на друг начин, ама мене лично повеќе ми се свиѓа ваков тип на игра. Како што се игра сега, како што се игра Брза транзиција. Брза транзиција, се знае кој каде што прави, како прави. И тоа е супер. Така, јас вака морам да нагласам, луѓето кога објективно зборуваат, секогаш велат дека ракометот спаѓа во групата на малку агресивни спортови. Па не малку повеќе. Ракометот е еден од најтешките и најагресивни спортови каде се све учествува у игру. Сите спортови се застапени во ракометот. Ви се случили ли некогаш вака некои поголеми проблеми или повреди, да кажам? Па јас сум немала некои покрупни повреди, како што имам 2 пати кршено брада, што не се рачуна за некоја сериозна повреда, еднаш нос. И тоа не е сериозна повреда, тоа е ништо посебно за ракомет. Имав скршеница на нога, ама за 2 месеци се опоравив и одма се вратив на терен. Нога ми беше скршена. Ама тие таков тип на повреди не се рачунаат во ракометот како некоја повреда јака, пошто нон-стоп си изложен на агресија, на удирање, на дуели, на такво нешто и добро, и со тек на припреми, со тренинзи, тебе телото ти е спремно за таков тип на спорт и на дуели, на све. Така да ништо што е повреда не се важи во ракометот. Навикнати сте, преминува во навика. Да. Па добро спремен спортист ретко се повредува. Само се повредуваат спортистите, они ракометари, било кој, ако не учествуваат адекватно во тренизниот процес. А ако забушават, ако мислат, ќе пројде лесно, не бива. Секогаш повреди доаѓаат. Да. Господин Јовановски, да слушнеме од вас за успесите на Академијата Карпош Вардар во последните година дена. Па еве да ви кажам. Значи, пред малку спомнав, женската екипа се такмичи и минатата година, освоивме 4-то место, али учествуваме само на турнир. Сега учествуваме и во лига со наша женска екипа од 9 ракометарки, бидејќи тука малку е по другачија состојба, и исто толку 9 ракометари млади се во таа лига систем. Што значи тоа лига систем? Тоа значи дека ние плаќаме за тоа учество, на тоа што добиваме тренерки, дресови, мајци, шорцеви, јакни, чорапи, све се добива за тоа такмичење. Превоз ни е платен на сите утакмици, можеме да идеме осим на машка лига шампион на Вардар, значи на сите утакмици што се играат у Скопје Вардар, женската екипа можеме да отидеме организирано, бесплатно да отидеме и да гледаме утакмици. Значи тоа е бенефит. Имаме исто така во фан шопот на Хумел на Вардар, во Јане Сандански, имаме 20% попуст, имаме картица на која имаме попуст на сите артикли што се таму продаваат. Така. Господја Младеновска, да слушнеме од вас ваша порака до младите. Па, прво да тренираат спорт, било каков спорт да е. После, нека тренираат ракомет. Затоа што ракометот си има своји предности, не било кој спорт си има своји предности. Кои се предностите од ракометот? Па, има и негативности, ама нели има и предности. Па не само што се развиваме нели како играчи, него се развиваме и како личности. Еден спортист се развива и како личност која што нели развива карактеристики кои што не може секој човек, обичен човек да ги има. Упорност, борбеност, истрајност. Како спортисти подложени сме нели на разни притисоци, да се издржи тој притисок,
било каков да е, да се постигне цел, да се има амбиции, значи си има и позитивни страни. Спортот, зборам за градење како личност. Исто така, јас сум била дел од јаки екипи каде што у тие некои 10 години додека бев репрезентативка на Македонија и дел од Кометал и од Металург, нема каде во Европа немам отидано, немам прошетано, дружење со разни луѓе, цивилизации, култури, и тоа е една голема предност да се биде спортист, освен што нели се изградуваме како личности. Специфично е да си спортист. Увек Сигурно, се бориш за победу, да. а и пораз е sastavni дел на игра. Да, а и треба да се носиш со пораз, да знаеш да се носиш и со пораз. Нели, Јани? Јани, Јована, кои се вашите амбиции? Ајде, ќе почнеме, Јована, со тебе. Сакам да напредувам во ракометот и тоа ќе го возможат моите тренери. Потоа е на мојата цела екипа, затоа што без нив никој нема од нас да успее. И Јани, дали еден ден ти ќе бидеш еден ракометар кој што ќе не представува на светското првенство? Јас се надевам дека ќе имам таа можност и ќе напредувам доволно добро за да бидам дел од машката ракометна репрезентација и ќе ја представам Македонија на некој од светските првенства. И ќе се сеќаваш на оваа емисија и на тоа што си го велел на овие години. Да се надеваме дека ќе биде така. Господин Јовановски, ваша порака за младите, нешто што би сакале да додадете? Па порака моја е само спорт и спорт. Сите деца да се тренират малку од компјутер, од Facebook, па нека идат да тренираат, има место, дали ќе биде карате, дали ќе биде кошарка, дали има полно школи у Куманово и кошаркашки и ракометни. Не мора да дојдат у Академија Карпуш, нека идат у Металург или некоја друга која има, али сепак ние сме најдобри. Да го нагласиме и тоа, во кој период вршите уписи? Па преку цела година вршиме упис, доаѓаат деца, значи секој може да дојде, ние убраќаме ледено, мора да го кажам тоа уште еднаш. Тренираме од 9 час на вечер. У 11 октомври од 8 часот на вечер и убраќаме у гимназија Гоце Делчев сме од 9. Значи тоа е среда у Гоце Делчев и петок у вторник 11 октомври, понеделник и петок се браќаме ладина. Секој кој сака, ги повикувам, нека дојдат, нека пробаат. Ракометот е здрав и јак спорт. Така, поздраво тело, здрав дух. Да. Тоа би било се, тука некаде би требало да го заокружиме денешното издание на нашата емисија. Ви благодарам што ни бевте гости. Ве држам за збор, можеби во некоја идна прилика ќе прокоментираме за Соколана и за Може. активностите некогаш и денес. Ја би сакал тоа да го направиме. Една емисија да направиме за Соколана и да видиме како изгледа Соколана. Ви посакувам многу успеси во иднина. Благодарам. Благодарим и на вас. Почитувани гледачи, тоа беше се за денешното издание на Нов ден. Се гледаме утре во новото издание со почеток во 8 часот. Останете со нашата програма.